Благодарам, председателе. Пред да продолжиме, бидејќи гледам денес имаше голем број на апели да се одржи седницава, да се изгласа законско решение, иако вчера укажавме дека во хаосот кој што се прави во собранието, дека во брзањето вчера почнавте седница со дневен ред кој што вие го утврдивте, со друга точка на дневен ред, односно изгласување за задолжување односно на фотоволтаиците. Во текот на денот ви текна да смените стратегија, тактика, па после пладне продолживме со законот за земјоделство и рурален развој, кој што го барате сега јавно. Еве денеска присуствувавме и на спектакуларна пресконференција на министерот на земјоделство, кој што ги повика пратениците на ВМРО ДПМНЕ да не го кочат законот и да гласаат за него, иако за истиот кажавме дека ќе дадеме целосна поддршка уште од самиот почеток, односно од утврдувањето на скратената постапка на ова законско решение, затоа што ова е постапка која што од 2015 наваму редовно се прави и никој не го спречуваше Министерството за земјоделство на тие земјоделци кои што ги имаат исплатено обврските према управата за јавни приходи, да им се исплатат субвенциите по однос на сите мерки кои што каснат, упорно опозицијата се кажуваше како виновна. И сега, морам да констатирам дека владеачкото мнозинство, кое се собира во максимален број само при гласање на доверба на влада или при решавање на одредени законски решенија, кои што се криминални и кои што се во интерес на луѓе од првиот ешелон на владеачкото мнозинство и на владата, тогаш сте 64. Денеска морам да констатирам дека доколку не се пратениците на ВМРО ДПМНЕ, Коалицијата за обнова на Македонија и целокупната опозиција, нема да имате мнозинство да се изгласа ова законско решение. И сега да бидам малку безобразен, председателе, да ве повикам да не заклучите повторно во салата и да не читате еден по еден поименично, да видите кои се во сала и дали има 64 пратеници. Рековме, активната блокада ќе ја продолжиме се до моментот додека вака се однесувате. Ќе бидеме присутни, ќе дискутираме, ќе ги кажеме сите забелешки кои што ги имаме по сите законски решенија, а добрите закони во интерес на граѓаните, во случајот на земјоделците, ќе бидат поддржани од нас. Благодарам.